Дупките пополнети, скратени сите непродуктивни трошоци, пренамена на средства. Власта успеа да обезбеди повеќе пари за плати и пензии за бизнисите. Владата го објави ребалансот на буџетот. Приморена беше да ги зголеми расходите за 350 милиони евра на 5,85 милиарди евра. Приходите ќе изнесуваат 5,1 милиарда евра, а дефицитот се продлабочува од 545 милиони евра на 720 милиони евра или 4,9% од БДП. Јавниот долг ќе мора да скокне од сегашните 62 на 68,2% од БДП. Нереалните проекции на претходната влада, која проектирала буџет за половина, а не за цела година, не ја оставија простор за маневар на новата околу прекројувањето на државната каса. Министерката за финансии вели дека обезбедиле пари, кредитот од Унгарија ќе легне на сметка во септември, но дека треба многу да се внимава со трошењето за да не се наруши кредитниот рейтинг на државата. Ние ќе мора да ги разгледаме сите опции кои што ни стојат на располагање, мора да го гледаме моментот и со еврообврзницата. Не сме многу срекни доколку треба да ја земеме, бидејќи реално каматните стапки се високи, а заемот од Унгарија е со многу поволна камата и од таа причина правиме напори да видиме дали ќе може да ги обезбедиме средствата во јануари од унгарската влада. Доколку не ги обезбедиме, ние ќе мора да одиме со издавање на еврообврзница. Прираспределени се 325 милиони евра. Се кратело секаде каде што можело да се скрати и дел од овие пари се пренаменуваат за 2500 денари покачување на премањата на секој пензионер и за речиси 100 милиони евра за капитални проекти за општините. Се обезбедиле дополнителни 80 милиони евра за зголемувањето на пензиите, како и плюс 66 милиони евра за исплата на плати. 83 милиони евра ќе се потрошат за отплата на кредитите кон странство, што претходната влада со своите директори ги направиле преку државните јавни предпријатија, како јавното предпријатие за државни патишта, железници, ЈСП, ЕСМ, кои не се во состојба да ги враќаат кредитите за кои се издадени државни гаранции. Најмногу се скратило од буџетот на владата. Капиталните инвестиции пак остануваат на исто ниво од 730 милиони евра, при што имало кратење кај непродуктивните и префрлање на пари кај проектите кои се реализираат. Исто така, целосно се укинуваат парите за антиковид мерки. Кај ЕСМ имаме ситуација, еден дел од гаранција која што им доспева во месец август, ќе ја платиме ние, останатиот дел ги задолживме да го платат сами. Ќе можат, значи, таму различни ни се ставовите, они имаат еден став, таму ќе има понатаму што треба да има и да си ги проверат податоците, но во овој момент повеќе од тоа нема да има трансфер од буџетот за ЕСМ. Во исто време ме прашавте, да, 620 милиони денари од ковид мерки кои што беа предвидени во владата се комплетно скратени. И повеќе нема што да стои таква мерка ковид. Ковидот одамна е зад нас. Министерката вели дека претходната влада целосно ги промашила проценките за раст на економијата кога првично го креирала буџетот. Растот кој сега се очекува не е 3,4, туку 2,1%. Владата очекува тој да се заснова на поголемото трошење на домаќинствата и инвестициите на фирмите, со негативен придонос на нето извозот. Инфлацијата до крајот на годината ќе изнесува 3,5%. Прекроениот буџет веќе е доставен до собранието.